Арама била ангажирана без согласност на Иванов. Претседателот на Денот на армијата отворено проговори за овој проблем. Ги потсети органите на државната власт дека имаат обврска да го почитуваат законот и редот за тоа како се употребува војската при справување со елементарни непогоди при прогласена кризна состојба. Иванов пред се мислеше на начинот на кој што се ангажираше војската при справувањето со пожарите и другите елементарни непогоди. Претседателот смета дека поради недостигот на ресурси и време, Арама се почесто се ангажира без негова одлука и без за тоа да бидат исполнети условите за прогласување кризна состојба, а тоа се правило за војската практично да се употребува за задачи кои се во директна надлежност на други институции. Армијата се ангажира без моја одлука и без исполнети услови за прогласување кризна состојба. Тоа е сериозна повреда на законот што нема да ја толерира. Армијата на Република Македонија троши своји ресурси за туги задачи кои се во надлежност на други институции. Мора да се затвори кругот на одговорноста за тоа кој е надлежен за што, кога и како. Во Законот за одбрана јасно се наведува начинот за учеството на армијата во отстранувањето на последиците од воредна и кризна состојба. Во член 40 е наведено дека наредбата за учество на Арама во отстранување на последици од воредна и кризна состојба донесува претседателот на Републиката, додека упатството за начинот на учеството на армијата за санирање на ваквите состојби носи Министерството за одбрана. Според законот Арама дава поддршка само на полицијата, но не и на другите државни органи, како во примерот на Дирекцијата за заштита и спасување во случајот со пожарите, кој онака тенкиот буџет на Арама го чини околу половина милион евра. Инаку Иванов апелираше да се врати достоинството на македонскиот војник. Апелираше дека место кратење треба да се зголеми буџетот на Арама, односно 2% од државната каса да се одвојува за одбраната. Како држава постојано ја нагласуваме нашата посветеност и подготвеност да бидеме дел од НАТО. Но ако сакаме да ги користиме привилегиите, мора да ги поднесеме и одговорностите. Членството на Македонија во НАТО подразбира и буџет на армијата соодветен за НАТО, а тоа е минимум 2% од буџетот на државата. Во изминатиот период ги обиколи сите касарни и лично се запознав со животниот стандард на војниците. Знам со што се хранат, во какви услови живеат и во какви униформи се облекуваат. Претседателот кажа дека во иднина Арама ќе има 4 главни задачи. Прво ќе помага за справување со природни непогоди, второ ќе биде поддршка за полицијата при борбата со тероризам во урбани средини, трето заштита на границите од илегална миграција и четврто одбрана од сајбер напади.